Кажеме една минута, Филип Петровски, повелете. Јас сум Филип Петровски, четврта генерација на македонци кои што се протерани од Егејска Македонија. Прабаба ми Евдокија е родена во 1910 година и е емигрирана од околината на Лерин во Битолско во 1915 година. Ова не случајно го кажувам, бидејќи јас не се чувствувам како грк, а потекнувам од една територија која што не се наоѓа во Македонија. Практично спорот што го има Македонија и Република Грција е поради тоа. Еден геноцид кој што е рамен на Холокаустот и на ерменскиот геноцид се сокрива и Европа и целиот цивилизиран свет скоро и воопшто да не знаат за тоа. Во овој момент ние разговараме со Република Грција, преговараме и добро е што во овој момент сите околности се на наша страна. Јас ќе продолжам во второто обраќање. Имаме начин како да добиеме поени, односно да го надминеме овој спор. Благодарам, ќе имаме и време да се доискажеме. Една минута, Луран Ахмети. Повели. Јас мислам дека е крајно време да се реши спорот со името. А истовремено мислам дека тоа е задача на власт. Мислам дека Македонија моментално е во добра ситуација затоа што грците ја изгубија меѓународната поддршка. Затоа што грците, мене ме знаат како антигрчки расположен од секогаш, грците се единствените кои што се против сите нивни соседи. Албанија, Македонија, Бугарска, Турција. И мислам дека тука е и тука се зајакнува позицијата на Македонија, мислам дека тоа треба власта да знае да го искористи. Јас толку имам за ова моментално да кажам. Океј, ти благодарам. Една минута, Љупчо Зиков, повелете. Оно што беше важно во овие преговори со Грција, кои траат и веројатно ќе траат уште малку, можеби на други теми, е Македонија уште еднаш да го потврди својот идентитет. Зошто го велам тоа? Македонците својот идентитет го имаат со векови, се бореле за него, македонците за својот идентитет гинеле, но една работа е дека тој идентитет, важно е тоа да се каже дека тој идентитет секогаш беше во нашите историски читанки запишан. Овој пат, од 90-та година наваму, во неколку наврати, особено овој пат, тој идентитет веќе е дефиниран меѓународно и со овие преговори кои мораше да се случат, македонскиот народ дефинитивно и го бетонираше тој идентитет по, можеби и за жал, за незадоволство на некои други балкански народи и држави кои долго време го негираа ентитетот како таков. Благодарам, добро, имаше што неколку секунди, не е битно. Филип Петровски, повелете. Ние 15 години водиме спор, односно преговараме со Грција. Тој спор за нас е наметнат. Ние сме примени под референца во Обединетите нации, името ни е ФИРОМ или БРМ како сакате, меѓутоа и националноста која што ги опишува жителите, исто така е дефинирана како БРМ. Тоа е голем срам за нас и голем срам за меѓународната заедница. Меѓутоа, меѓународната заедница има начини на кои што функционира. Точно се знае како се прима една суверена држава во Организацијата на Обединетите нации и ние проблемот го имаме оттаму, кој како дериват доаѓа преку преговарачот Нимиц до нас. Во овој момент Македонија има исклучително значајна можност со примањето во НАТО и со сериозното и трезвено разгледување на предлозите што доаѓаат од Нимиц да го затвори спорот во наша корист. Јас само да им благодарам на грците што ни направија волку голем зулум затоа што не промовираа во цел свет и се знае Македонија е една и таа е тука и таа и да е таму е дел од нас. Бесплатен маркетинг ни направија. Луран Ахмети, повели. Јас мислам дека Македонија треба да има голема доверба кон меѓународната заедница и кон западните сили. Мислам дека они веќе се решени да го решат овој спор еднаш за секогаш. Како што сите кажавме, Македонија моментално заради инајетот на Грција се наоѓа во многу добра позиција и истовремено и со поддршката на меѓународната заедница и западните сили мислам дека све ќе испадне одлично. Што те прашам нешто, колега? Прашај. Серијата додека ја снимавте. Добро. Претежно турци во екипата. Актерската екипа. Актерската екипа. Сигурно разговаравте, тоа се сигурно интелектуалци. Да. Што велат турците? И тие имаат анимозитет кон Па, Грција. Што велат? тоа се пријателски разговори, немаме тука многу филозофирање.
и тие имаат проблем со грците, и јас како албанец имам проблем со грците, и Македонија има проблем со грците, и сите имаме проблем со Да не грците. кажеме некој полош збор, ама јас мислам, ја претерувам, бе, брате, ја да, претерувам. знаеме што Окей, сакаме. окей, една минута, Љупчо Зиков. Оно што е многу важно да се каже дека помалку и грците се свесни за условно речено победата на Македонија, на македонците во овој спор, и тие на еден начин го очекуваа сето ова сиве овие години, се бараше само моделот како тоа да се направи. Оно што ние треба да бидеме веројатно свесни е да не ликуваме на овој тип на разврска на ситуацијата и полека и после самитот на НАТО, како што некој од политичарите деновиве рече дека повторно ќе светне ден после самитот, да продолжиме да разговараме и да преговараме со Грција за сите други проблеми кои веројатно се наметнати во односите и ги обременуваат тие односи. Еден од тие проблеми е начинот на нашата соработка со Грција која ќе оди во годините на напред, сега и како сојузници во НАТО, а веројатно наскоро и како ние ќе бидеме земја во позиција која ќе бара и членство во Европската унија. Ќе преговараме. Затоа нас Грција ни е потребна на патот во преговорите со Европската унија, бидејќи и фондовите во еден голем дел ќе доаѓаат преку таа држава во Македонија. Тоа ми беше прашањето, бидејќи капитал е ваш. Со тоа се занимавате. Точни ли се информациите дека ако ни стават две, тоа ако ги прекинеме односите, дека Македонија бргу ќе пропадне во финансиски? Финансиски нема да пропадне Македонија секако. 17 години Македонија обстојува финансиски во потешки економски услови со ембарго од Грција. Меѓутоа мора да бидеме свесни дека Грција во голема мера има контролата над финансиските фондови од Европската унија кои допрева треба да доаѓаат во Македонија. Благодарам, Филип Петровски. Едно прашање за почеток. Која е разликата во времето кога вие се занимавате со дипломатија и сега? За спорот правам. Која е разликата меѓу тоа? Секако дека интересот на светската јавност, посебно на НАТО и на американците, е свртен тука. Тој е јавно промовиран. Ние имаме безусловна и многу силна подршка од страна на американците. Нимиц по потекло, односно доаѓа како предлог на американците. Предлогот кој што ни е даден како последен во однос на се она што сме го имале во 17 години наназад, за нас е добра основа за сериозно преговарање и за затворање на овој проблем. Но некако дефинитивно решение. Тоа е процес кој што веројатно долго време ќе трае. Меѓутоа, ако сега ние го отфрлиме и ако имаме ригидна позиција и ако останеме надвор од НАТО, која што е структура безбедносна и која што тргнала овој простор да го стави во некаква рамка, а е предворје и услов за влегување во Европска унија, ќе имаме голем проблем. Во спротивно, значи ние треба само со ладна глава да размислуваме тактички, да ги изведеме грците на ледина, како што ги изведуваме, мудро, да не се даваат многу изјави, и цела Европска унија и сите влијателни држави членки ќе ги притискаат нив во Букурешт, а не нас. Благодарам. И по едно кусо прашање за Луран и за Љупчо. Што мислиш, колега, за името Република Македонија во Загреб Скопје? Мене не ми се свиѓа. Не. Окей, ти благодарам, доволно. Љупчо? Тоа е коректно решение кое ние сме успеале да го испреговараме и треба да стоиме максимално за тоа. Ама тоа ни го понуди и пред 15 години. Тогаш имала друга перцепција и заради тоа дојдовме до оваа точка. Окей, завршивме со темата број 1. Ниједна реплика, прв пат во историјата на пирамида, ниједна реплика на првата тема, но тоа е добро, заради гледачите, заради државата, значи нема што да се препираме, скоро сме едногласни. Постигнавме консензус, мило мало се вика тоа. Охо, двајца се издвоја, разликата помеѓу нив е 2,03%. Овој третиот зева уште, но тргнува гордо кон нив, им се приближува. Чао, мало мило, поздравајте ти зад камерите што ви мафтаат. Тојавме од темата број 2, воведничар ќе биде господинот Филип Петровски, а темата број 2 носи наслов Колективна клешта пирамида.